Што е, а што не е стартап? Што е добра, а што не е така добра бизнис идеја? Кои се ангели инвеститори, а кои се инвестициски фондови и како се стигнува до тоа да инвестираат во вашиот стартап? Нови теми во Newbiz со Сања Митровска. Која е Сања Митровска? Девојката која што ги создаде The Founder Games. Тоа е првото македонско, па веќе во втората сезона и балканско, реално шоу во кое што стартапите се надпреваруваат за да испливаат на површина како бизниси кои што заслужуваат инвестирање. Добре, Сања. Добре најдов. Добре најдов. Добро. Не ми да добре најдов. Се договараме одамна за да го изреализираме ова, ама фактот дека во моментов се работи на втората сезона на Founder Games, всушност ни ги пореметува сите наши договарања. Срекна сум што еве си најдовме терминче баш онака да си се видиме и да си се изнамуобетиме. И јас. Те почнам од малку подалеку за после да се вратиме на Founder Games. Кога те си направиш вака нека ретроспектива, си речеш, ова и ова ме донесе до Networker и ме донесе до Founder Games. Кој ти е тој личен, кариерен пат кој што те донесе токму до овие проекти што денес ти се преокупација? Тоа е многу интересно, бидејќи и го зборувам често пати како гостен спикер кога ме канат. Многу неуспеси и разочарување. И имам сватено нешто за себе си, ја верувам и за повеќето предприемачи кои што имаат некој глас во нив што вреска. И баш вреска, верувам дека до Networker мене ме донесоа збирна околности од кои што бев делумно незадоволна, разочарана и впрочем и сите одлуки понатаму за најголемите бизнис делки и проекти, вклучително и Founder Games и Guinness of Records, се што ќе зборуваме понатака се како резултат на некое разочарување и буквално е после секое следно разочарување, може би звучи клише, меѓутоа човек може да излезе посилен затоа што ги гледа работите од многу повисока перспектива или јас би рекла од таа перспектива на која ми е визијата и каде се гледам за 20-30 години и дали ова, не дали ме носи до таа визија, него што ако целосно ме спречува од таа визија. И впрочем, мојата кариерна патека беше и мојот првичен иницијален сон, како мало дете, беше да бидам универзитетски професор. И тоа сакав да бидам. Бев на факултет, на економски факултет завршив како првенецна генерација. Ме задржав додека студирав бев демонстратор, потоа ме задржав, во тоа време немаше асистенти, таква беше, можеше да бидеш докторант. Таа позиција измеѓу беше како консултантски договор, некој тип на асистент. И некако тргна тоа на факултет, МК 2 пати ме бираа за најдобар асистент, обожавав работата на студенти и мојот сон пак беше наука, еден ден здравје, Нобелова награда за тоа време пишував, мојата магистратура е на тема e-lensing. Прв пат го дефинира фриленсингот, што сега е познат како фриленсинг. Имаше предвидување во 2020-та во мојата теза. Ова зборуваме 2015-14, дека во 2020-та половина од светот ќе биде ремоут. И така натаму баш ми интересираше науката, но некако чувствував, ни се поделија патиштата со факултетот, дека се што правам надпросечно ме враќа само назад и дека е тоа една преддефинирана патека, каде што има точно преддефиниран пат по кој што е неопходно да се движиш. Не треба да си подпросечен, не треба да си надпросечен, него очекувано од тебе токму ова. И тоа е, нема боење надвор. Макар и тоа да е убав цртеж и додаток, и некако тоа тешко го сватив, и беше за мене големо разочарување дека не можам да останам на таа катедра на која што сакав и така натаму. Но сега гледано од оваа перспектива, тоа може би било, не може би, мислам дека дефинитивно најдоброто разочарување што сум го имала, бидејќи релативно брзо поради тоа моје неразбирање на системот, сватив дека не можам да стигнам до таа моја визија што сум ја имала од 13 годишно дете па до ден денес, а тоа е наговорница, каде што зборувам за некаков импакт што го имам направено, а не знам ни што е тоа. Така што од таму работев потоа како финансиски советник од факултет, од кога ни се поделија патиштата,
мојот родител беше лут малку на мене затоа што не се потрудив повеќе да бидам макар на друга катедра универзитетски професор. Тоа било најдобрата женска професија. Па потоа се префрлив како финансиски советник, работев паралелно цело време, продавав животни осигурувања во ВФУП, па потоа проширив и кредити, па почнав станови, буквално финансиски планови, да сватам дека имав под менаџирање портфолио одредена сума на клиенти, на средства од фирми и физички лица, што реков, што ако дел од овие инвеститори ги охрабрам да почнат да вложуваат во стартапи, што тогаш јас не знаев точно што значи. Во 2017-18 година, Networker е 2018 основан. И пробав, се склучи една инвестиција и така се роди, впрочем, идејата за Networker, кој што имаше за цел да спојува стартапи, тоа се мали, високо иновативни бизниси, млади бизниси до 5 години кои имаат висок потенцијал за раст. И од тој момент натаму веќе започна ролер костерот на Networker. Networker е всушност она вистинското, така. Да. Ама вака од сега гледано велиш падовите. Што е она што мислиш дека ако не беше Networker, ти беше нешто друго? Или нема резервна опција, тоа е тоа? Во моментов нема. И за било што во животот, мислам дека сум апсолутист. И можеби е тоа карактеристика на предприемач. Буквално сите одлуки што ги имам денес донесено и повторно да ги реиспитувам, ќе се тие. Било тоа да е за избор на животен партнер, за професија, не би направила ништо поразлично, до нај момент додека не се налутам. Тоа е тоа што се шалевме претходно. За сега не сум се налутила на ова патување, но пат, кога мисламе, пробуваш, кога велам на пат е, пробуваш да донесеш некоја, тоест носиш некаква одлука, но не ги знаеш сите фактори, особено во бизнисот. И потоа, ако почнеш да го слушаш внимателно пазарот, ќе сватиш дека па ова не беше вистинската одлука. И тоа е пат, каде што гледаш, меѓутоа не можеш да се налутиш на екстерните фактори во бизнисот, бидејќи прво, никогаш не може да ги знаеш сите, а второ, секој пат може да преземеш нешто, наместо да ја чукаш главата во зид. Тоа е за мене пат, каде што после слушање на пазарот дека ти следи банкрот, да можеш да, бидејќи во бизнис ја имаш судбината во твои раце, можеш да преземеш нешто. И што преземаш, правиш Founder Games. Значи, ако некој ти речеше пред 10 години, например, дека ти го имаш првото стартапџиско реално шоу, ма не у Македонија, на Балканот, што те кажеш? Не би, прво, затоа што бегав, моето прво работно искуство е на 14 години, бев водителка. На битолска телевизија Орбис, тогаш имаше исто и медии, па на Алфа, потоа се емитуваше и сватив дека воопшто не ме бидува за тоа. Така што прво би рекла дека некој се зафркава со мене. Затоа што апсолутно не сакам јас да имам шоу, па камоли и мене сега ме натера па уште јас да сум водител. Затоа што сум среќна што YouTube не функционираше во таа доза како тогаш, па сега не може тој сайбербулинг да ми се прави за сите мои глупости што сум ги кажала на камера. Многу сум благодарна за тој дел од детството. Прво тоа, дека не ме бидува, како сум завршила во шоу би било мојата прва реакција. А второ, сакав да бидам научник. Не би верувала, бидејќи јас стварно мислев дека ќе бидам научник, кој што ќе работи со студенти, што навидум стартапите не се така различни, бидејќи градиш нешто од нула, има голем импакт, и тоа е уште поголем импакт од човек, бидејќи е ова ентитет кој што може да вработува луѓе, да промени животи на добро, на лошо, меѓутоа вистински се влијае. И што е најважно, заедно со тебе бојат надвор од линиите. Да. Кажи ни како се роди The Founder Games, од каде тргна идејата, имаше ли некој пивот ситуација, тргнавме наваму, ама можеби не е лошо да смениме курс? Да, тоа е приказна која што повторно си вклучува во себе си разочарување. Првично Networker, мислев како што споменав, ќе спојувам инвеститори со стартапи. И имав некои пари под менеджмент, портфолио на клиенти, мислев дека мојот најголем проблем ќе биде да најдам доволно финанси за да ги поддржиме стартапите. Испадна обратно, нема доволно стартапи, односно мали бизниси спремни за инвестиција. Па веднаш после ќе пропаднеше фирмата 3 месеци после основање, затоа што како ќе земеш провизија од донесена инвестиција ако не се случува инвестиција. Па се вративме чекор назад, ајде да ги спремиме бизнисите со дизајн спринтови.
И мислев дека само ако ги примениме таа методологија која што брзо ги развива продуктите и ги спрема за инвестиција, испадна дека и тоа не е доволно. По година дена после тоа свативме дека таа методологија не може да си ја платат оние стартапи, студенти на кои што најмногу им требаме, но се спремни да дадат сопствеништво во замена за таа идеја. Па така испадна идејата за Guinness рекорд, што е longest pitch маратон настан. И тогаш прв пат кога го добивме, бидејќи на тој настан се собра многу во рана фаза квалитетни студенти, јас би рекла и млади лица кои што имаат идеи, а од друга страна ги собравме инвеститорите. Тоа е буквално како да готвиш торта. Ги имаш сите состојки и се надеваш дека кога ќе ги споиш ќе има, така што ако седнеш на маса и охрабриш 5 инвеститори да вложат по 25.000 евра, а веруваш дека бидејќи поради Гинисовиот рекорд ќе дојдат толку многу бизниси да презентираат, веруваш дека ќе се склучи таа склопка, ние ќе успееме да ги покриеме нашите оперативни трошоци, стартапите ќе знаат инвестиција и плюс ќе имаме сопствеништво. За среќа тоа се случи и јас мислев дека сме го решиле проблемот, но тука настана најголемиот шамар, односно јас што го добив, или креацијата на Founder Games. Дури овие бизнис, иако беа супер, една година подоцна, повторно направивме уште еден таков настан каде поканивме овој пат малце посмели и понапредни инвеститори. 500 Ventures имаат вложено во Canva, во Udemy. И од девојката што беше гостин добив шамар. Ми вика Сања, од 80 бизниси, вклучително и овие 5 во кои што беше инвестирано за Гинисовиот рекорд, од сите 80 само еден одговара за нашиот ниш, тесен пазар на инвестирање. И тука пробеше разочарување. Дури ми кажа и штета што не си родена во Америка, што си родена тука, за целова енергија што ја правиш. Но потоа го поставив магичното прашање, зошто другите не се, точно овие што мене ме интересира, и ми кажа дека не е поради тоа што се технички лоши во решение, туку дека имаат ментална бариера, или тоа glass ceiling, што го викаат. Зошто, ми спомена, се сеќавам, ги охрабрувате да почнат да градат продукти и да ги развиваат на Балканот, направи пилот проект во Македонија, па после шири се на развиени пазари како Америка и Скандинавија. Токму во тој совет се крие проблемот да тие не може да бидат фит за нив како инвестицијски фонд, бидејќи тие сака да дадат 2 милиони евра инвестиција, а евалуацијата на фирмата треба да биде бар 15 милиони, 20 милиони. Не може стартап кој што таргетира само решавање на балкански проблем тука и приходи макар реализирани тука, да успее да стигне таа евалуација, доколку единствено само тестира нешто на US пазар или на скандинавски пазар, има некаква листа на чекање, се прикачуваат луѓе, тој пазар е различен. Дури да не направи приходи таму, ама да се проба на тој пазар, чисто со градење на заедница, ќе постигне таква евалуација за да може да биде фит за овој тип на инвеститори. И тогаш сватив дека дури ни на овие бизнис ангели, ние што сме ги охрабрувале да влезат во рана фаза, нема да им ги дадеме тие повратни инвестиции што ги ветуваме, бидејќи нашите стартапи не размислуваат глобално. Како се влијае, што беше мојот одговор на ова разочарување, не беше дека треба се одселам од тука и да го правам ова што го правам во друга држава, него напротив, почнав да се информирам, видов Србија го има истиот проблем, видов го има истиот проблем Албанија, видов дека сите држави во регионот го имаат тој проблем, а како најдобро се влијае на ментална бариера, прво преку забава, преку медиуми, така испадна идејата за реално шоу, и второ преку прикажување јавно на градење, тоест прекршување на таа бариера. Најдовме стартапи кои што имаат капацитет, ги мечиравме со ментори кои што успеале да ја пробијат таа бариера, тоа се ама локални. Тоа се македонци или од нашиот регион што успеале веќе да изградат бизнис во странство и сега таму во овие развиени пазари ја пробиле бариерата, и цел тој процес на нивно менторирање ние да го документираме преку шоу на начин кој што ќе биде конкретно само за да се прикаже за на некое дете од малечко место во Македонија, исто така да може да влијаеме да ја пробие таа бариера, не само дека се може, туку како. Бидејќи ние многу слушаме за медиуми, за успешни примери, овој добил ваква инвестиција, но ретко кој го покажува патот. И впрочем, покажувањето на патот
беше одговорот и начинот зошто стигнавме до Founder Games. И кој е патот? Што е оно што ви се lessons learned од првата сезона, што ги применувате сега по однос на модификување можеби на патот, да биде што е можно покорисен за стартапите? Прво дека не треба да ги блокираме и преоптовариме со многу информации, бидејќи првата сезона беше само во Македонија и како пилот проект помина супер. Имавме 19 стартапи на крајот испадна, имаше ментори, ги снимавме нивните менторски сесии на двонеделно ниво ги снимавме сесиите, имаше 3 презентации пред инвеститори од типот на Shark Tank и тоа го снимавме и на крај завршивме со сати и сати материјал, преку 200 часа материјал, а на YouTube самиот контент е потребно да биде краток, до 30 на минути, 10 епизоди и не знаевме како да го прикажеме тоа. Значи, за почеток во сезона 2 одлучивме да имаме директор, односно режисер, кој што ќе се занимава со тоа. Тоа ни е Трифун Ситниковски, кој што е режисер и на ИРЛ. Значи, буквално прекрасно имаме продукција, која што Томислав Живковиќ го прави тој момент од првично со професионалци, како да се постави една епизода и тука стигна првата критика. Лудили сте како толку стартапи ќе ставате во епизода, неопходно е да ги поделите. Да ставите бар по 4 тимови во една епизода за да се раскаже приказната. И тука се сетив дека патувањето ние не можеме да го покажеме на епизода. Тука изградивме годинава сезона 2 платформа каде што сите стартапи, 40 овој пат имаме стартапи, од 15 држави. Значи не само екс-Југославија, туку и пошироко Романија, Унгарија, Полска, Турција, Кипар, Грција, Албанија, Бугарија, неколку држави. Од 40 стартапи ги мечираме со ментори, тие си имаат состаноци, ги снимаме тие состаноци, меѓутоа тие се на платформа и се преку Zoom. Но може некој да дојде и да го види нивното патување кога ќе биде лајв, како нивни точно сумирања со вештачка интелигенција што зборувале за да може да научи. Но тоа е друг тип на контент. Тоа е на нашата платформа. А драматичноста и тие 10 епизоди и забава на конкретни теми се надпреваруваат 4 стартапи од овие 40 во епизода. Тоа е нешто што сакаме да пробуди интерес на генерација што можеби и не знае толку предприемништво или инвеститорство, но доволно да ја заинтересира за да сака да се доедуцира со платформата. Чи за почеток го поделивме контентот кој што се емитува и го проширивме регионално нештото за да имаме уште повеќе приказни регионални, позитивни примери, негативни примери за да се сподели, бидејќи навидум сме сите слични како регион. Што се случи со најдобрите од претходната сезона и што се случи со најдобрите од оваа сезона? Да. Оваа сезона се уште не е завршена. Сме во тек. Во моментов ја снимаме, ќе почне се емитува тек во септември. Така што уште и не знаеме, вистински не знаеме победник. Сезона 1, девојките се одлични. Бевме во Силиконска долина, тоа беше наградата. Патување во Силиконска долина, дополнително во процесот добија инвестиција додека се снимаше. Дури неочекувано добро помина во Сан Франциско, иако тоа е хаб за технологија. И очекувавме само дигитални решенија. Има луѓе заедница, особено на Стенфорд, каде што бевме, која што се интересира за циркуларна економија. Нивното решение е биокожа од комбуха, печурката. Всушност растат кожа која што може да се примени како облека. И кај нив најглавниот заклучок е тоа што се случи е дека не им треба инвестиција, го сватија дека тоа не им е потребно, туку напротив им треба некоја истражувачка лабораторија. Лабораторија која што ќе стави печат дека нивниот продукт е легитимен, дека бидејќи мора помине многу тестирања, затоа што џабе ќе дојде инвеститор, тоа тестирање во таа лабораторија е прескапо и трае толку. Тие се далеку од лансирање на продуктот на пазарот, бидејќи мора да помине одредени истражувања. Во таа фаза се добија fellowship програма во Њу Йорк, тоа е некој тип на практична, каде што може да ја усовршат својата идеја, меѓутоа се беа во годинава сезона 2 имаме стартапи во поразвиена фаза, кои што веќе имаат продукти, така што сега не знаеме, не се споредливи со лани. И ова е за нас ново искуство. Се ова што го спомна дигитални наспроти продукти, каков е соодносот? Се пријавуваат најчесто
интернет-based или technology-based стартапи или идеи или бизниси, или се оди на физички производ? Имаме физички производи. Дури бев зачудена од 40 стартапи што влегоа во акцелераторската програма на The Founder Games. Многу, некои 5-6 се во медтек, тоа значи во медицина и технологија, со физички продукти, например продукт кој што открива, тоа се користи за рана диагноза на канцер на простата, без тој непријатен начин на преглед, значи само со мокрача. Тоа е баш физички продукт. Потоа имаме овој стартап е унгарски, имаме турски стартап кој што па прави генетски тестови како за ДНК, меѓутоа може родителите на своите деца на рана возраст да тестираат, да видат за кој спорт ги видува, какви повреди се склони, или човек што чисто ентузијаст за здрав живот и за спорт, да знае дека мене повеќе ми прилега можеби, не знам, слаба страна ми се рацете, па тогаш можеби треба да се, или тимски спорт, групен спорт. Се прави некоја анализа со молекуларна, тоа е замислата. Ги селектираш идните шампиони. Да, има исто за протези, чистач за протези. Значи ова е баш од медтек што се физички продукти, имаме апсолутно дигитални решенија, што е очекувано па од решенија што се API. Тоа е на едноставен начин да може да се унифицираат фактурите независно од каде ги издаваш. Од Македонија да можам да се унифицира во повеќе држави. Има многу за деца, едукација. Рече имаме многу дигитални решенија што е очекувано. Да. Што значи дека вештачка интелигенција, блокчейн, Internet of Things, значи сите овие технологии што се сега можеби и бас го трансформираат и стартап секторот во огромна мера, што поочекувано е да имаме дигитални? По дефиниција, стартап е нешто што може да се вика да е скалабилно, би значело ако развивам продукт како чаша, имам конкретни трошоци за стакло, покрај трошоци за да ги осмислам, да ги дизајнирам и за да може да продадам повеќе чаши, ќе треба да ми растат трошоците за производство на стаклото. И што значи тоа? Не секој пат нов и иновативен бизнис стартап, бидејќи ако оваа чаша, иако е одлична иновација, да речеме дијамантска чаша, за да ми расне приходот со поголема стапка од трошокот, треба да најдам некаква иновација во производството. Најчесто технолошките решенија, за да биде скалабилен бизнис, треба приходот да расте со повисока стапка, со секој следна продажба од трошоците. Пример, кога би произведувала чаши, ист ми е трошокот. Но ако најдам некој нов метод, тогаш веќе имам стартап. И кај технолошките решенија тоа е едноставно, бидејќи јас развивам некој продукт, можеби некоја платформа, да кажеме, каде да големе трошокот на старт за да ја развијам, наместо да отворам продавничка на кјошот, за, не знам, чаши. Поголем ќе биде за да развијам платформата, но после, кога таа платформа ќе интегрирам, мене нема да ми расне трошокот, пример да интегрирам за амерички пазар, за азиски пазар, Бразил. Многу малку трошокот ќе ми расте, а приходот драстично ќе расте, бидејќи проширувам. Што не е случајот со продавничката за чаши. Бидејќи ќе треба повторно да отворам уште една продавница, уште една. Единствено ако направам дигитална продавница преку која што ќе го продавам, ама тоа пак е технолошко решение, тогаш веќе имаме, затоа е очекувано технологија да има повеќе стартапи поврзани со. И сега кога зборуваш ова за предвидување на растење на трошоците, колку ти треба, како да почнеш, што е пресудно за стартот, што е всушност пресудно за стартот, што треба ако имам идеја, од каде да тргнам? Дали да си ја проценувам идејата, да си најдам ментор, да си најдам тим, што? Да, за почеток, јас секој пат викам да се тргне за почеток, без многу да се размислува, бидејќи што и да се размислува, толку многу фактори не се знаат во околината, да е залудно некој предприемач да мисли дека треба да прави детално истражување, бидејќи единственото истражување што може да го направи е да не се заљуби во својата идеја и продуктот, туку прво да го дефинира пазарот. За кој пазар решавам одреден проблем, а после да го најдам продуктот. За да го најдам, да го валидирам проблемот што го решавам, тоа е оно што викам важно е да се тргне. Јас мислам дека сакам да продавам чаши од дијамант. Најде да видиме за која публика се. А тоа се за
не знам, коктел забави на корпорации со над 500 вработени. Тогаш одам и разговарам со нив пред да ја произведам чашата. Тоа е она што викам активност наместо развој на продукт. Прво развој на пазарот, па потоа развој на продуктот. Тоа е најголемата грешка што ја прават предприемачите. Значи, размислување детално и доведување до перфекција на чашата, наместо развивање на пазарот кој што ќе ја купува чашата, па потоа производство. Бидејќи вака, ако го развиете пазарот, се наоѓа лесно инвестиција која што ќе ви го покрие развојот на чашата, а обратно нема да функционира. Се наоѓа лесно инвестиција. Мислам дека вака кога го кажуваш си цели, ау да види, еве, Сања веднаш ќе ни најде некој да инвестира, топ дај јас да почнам. Ама реалноста е дека многу често се соочуваат со проблем токму да се најде финансирање. Ти кажа дека за вас било потешко да најдете стартапи отколку финансии, меѓутоа постои некаква бариера генерално во смисла не знам кај да најдам, што ќе ми кажат, па ја не знам да пичирам, па на кого да пичирам, па што да кажам таму. Како иде тој целиот процес на стигнување до финансиска поддршка? Тоа е комплицирано. Значи, јас кога ќе речам е лесно, споредено со другите работи е лесно. Меѓутоа, наоѓањето на инвестиција исто е вештина, која што се вежба. Тоа е позитивната страна. Не е талент. Има луѓе што се природно талентирани да може да испрезентираат нешто, но добар инвеститор секако ќе ги фати. Значи, тоа не може само добра презентација, ќе отидат во детали за продуктот, дури и бизнис ангели. Тие се инвеститори што влегуваат во многу рана фаза на бизнисот, даваат средства, но земаат сопствеништво од фирмата повеќе отколку во следна фаза инвеститори. Тие веруваат во човекот. Нив баш човекот им е значаен, не толку продуктот или пазарот. Но сепак би рекла за инвестиција не е само презентацијата, не е само продуктот, повеќе е конкретните нешта, истражувања на пазарот, или што реков, развојот на пазарот, на твојата потенцијална публика, со колку луѓе си зборувал, освен со твоите пријатели и фамилија, дека сакаш да ја развиеш, пак ќе се вратам на примерот со чашата. Дали се тоа потенцијални клиенти? Што ти кажале? Иако дури нешто лошо да ти кажале, тоа кај инвеститор ќе помине добро, бидејќи си погрешил, тоа е првиот пропаднат продукт или првиот шамар од пазарот, си го слушнал, а не си потрошил пари. Бидејќи никој може да ти каже не сакам чаша, но ако поставиш магично прашање, добра, што би сакале? Или што е тоа за што би платиле? Тогаш можеби ќе го направиш првиот тоа што викаме пивот. А инвеститорите сакаат основач кој што има способност за пивотирање. Тоа значи не пиење на пиво, туку е прилагодување на продуктот. За пример, нема да биде чаша, ќе биде бокал за вода. Тоа е пивот. Тоа им треба. Таквите нешта, доколку се споделат со инвеститорите, помагаат за инвестиција. Дополнително, нивните искази, колку би платиле за тоа, помагаат за очекувани приходи. Да не биде од ракав толку чаши или толку бокали за вода ќе продадеме. И трето, не мора да биде произведена чашата за да вие зборувате со потенцијален клиент и тој да ви даде фидбек, информација дали го сака тоа нешто што ви му го презентирате. Може да биде дизајнирано. Добар дизајнер може тоа да го направи. Тоа ние го викаме MVP, тоа е Minimum Viable Product. Демо на продуктот, кој што може да е чисто нацртано, некаква ценовна стратегија да се тестира, значи дали луѓето би платиле и кој е фидбекот, ама не само од еден човек, него бар со 5 потенцијални клиенти. Тоа да е собрано како документ. А кои се реални очекувања по однос на финансирањето? Во суми зборуваме за македонски стартапи кои што се во некоја seed, pre-seed фаза, значи во рана. Во рана тоа е pre-seed. Ако се во рана, во оваа фаза што зборувам јас, каде што веќе сте си го докажале пазарот, значи го валидирате продуктот, тоа значи валидирате дека има проблем кој што на публиката е потребен да се реши, значи ама таа не ја валидирате преку истражување, него со конкретни искази од публиката која што има проблемот. Во такви ситуации дека решението навистина го решава проблемот, не мора да е произведено, само како го објаснувате преку демото на потенцијалниот клиент, од прилика инвестициите од бизнис ангели, бидејќи во таа pre-seed фаза
Може да се стигне до 30 до 50.000 евра во Македонија во моментов. И тоа е сосема доволно за да се направи веќе покрај да не е само демо, туку да е прва верзија на продуктот. Кои се најчестите грешки што гледаш дека ги прават стартапите, основачите можеби или целиот тим кој што работи во тој процес на барање на различни рунди на инвестиции? Каде е сопката? Каде им се случува најчесто? Кога бараат инвестиција? Да. Значи, веќе се до некаде стигнале до позиција да им треба финансирањето, да знаат точно колку им треба, да знаат како да го испрезентираат производот и што е она што може да ги сопне. Првично е контактирање на инвеститори, онака како во квантитет. Само праќам cold outreach, без да го анализирам човекот, и да анализирам во што инвестира. Земам некоја алатка на LinkedIn или некоја маркетинг алатка и само им пишувам ладно на сите, без ништо персонализирана анализа за нив. И второ, без да имаат конкретен човек што ќе се грижи за тој fundraising процес, бидејќи тоа е професија, тоа е баш активност која што еден од основачите е неопходно да ја прави, бидејќи таа трае, очекуваат брза реакција, а тој fundraising процес трае едно добри 3 до 6 месеци. Значи, или тргнуваат предоцна да бараат инвестиции, тогаш завршуваат со лоши сделки, даваат премногу сопствеништво за нешто што не треба, бидејќи за оваа сума што ја зборам од 30 до 50.000 евра, не сме стартапот да даде повеќе од 15% сопствеништво. Затоа што кој е навистина иновативен, не е дека инвеститорот, инвеститорот да сака да земе повеќе сопствеништво. Не сте направиле добра работа затоа што ви се брза. И инвеститорот и вие сте си потпишале дека ниту еден инвестициски фонд во иднина нема да влегува. Затоа што не сака инвестициски фонд да влезе, па основачот да падне или основачите, ако се двајца или тројца, да паднат со мало сопствеништво, па да изгубат интерес да го развиваат глобално нештото. И тоа е грешка, да се доведеш во ситуација прво поради незнаење од квантитет, да се доведеш во ситуација со лоши инвеститори навидом или несоодветни за тебе, па да дадеш повеќе сопствеништво што треба. Тоа е едното и второто е неперсонализиран пристап до баш тие инвеститори што тебе ти требаат баш да видиш што има на нивниот LinkedIn профил. LinkedIn функционира одлично, но е неопходно да се пише нешто што ќе е персонализирано баш за вашиот продукт, а не и трето, соодветен човек што ова ќе го прави. И ќе го прилагодува. Не е тоа еден пич дек и јас само го праќам до сите. Да. Како го ценуваш климата во Македонија? Има простор за да се развијат angel инвеститори, дали има некакво законско решение што може да го подбутне процесот напред, некакви даночни олеснувања можеби. Како гледаш на тоа да се заживува, да се направи подинамичен целиот тој пейсаж? Климата е во раст, јас би рекла, се подобра и подобра, се чувствува подобрување. Дури и првата фаза на инвеститори што проба, изгубија пари, повторно се уште функционира, бидејќи тоа е стартапи. Пробувате, губите пари и не треба последните пари да се вложуваат во стартапи. Треба 10% максимум од вкупните средства на расположување да се вложуваат во овој тип на инвестиција. И од кога се разочара, од кога видоа дека чекај таа во странство слушаме ние за драстични фирми што успеале одеднаш да пораснат преку ноќ, кај нас увидовме дека не се случува тоа, бидејќи нашите претпремачи, како што споменав, не се многу мал дел од нив решенијата што ги имаат се глобални. И после тоа повторно преживеавме како е клима и ние еве со Founder Games пробуваме тоа да ги охрабриме луѓето во рана фаза да мислат малце поглобално, па и инвеститорите да се свесни за ризикот. Не е проблем да пропаднат парите, проблем е да се развие продукт кој што не е глобален и никогаш не може да влезе инвестициски фонд, бидејќи инвеститор не прави пари од делење на дивиденда на крај на година. Прави пари кога некој инвестициски фонд ќе дојде ќе му го откупи уделот зашто евалуацијата на фирмата пораснала. А таа ќе расне само ако стартапот таргетира развиени пазари, големи, а не нашите регионални држави или нешто тука иновативно е во Македонија, иновативно е на Балканот.
Така што мислам дека прашање на време кога ќе се појават тие сериски предприемачи и тие ги имаме веќе. Тоа се предприемачи што тие самите добиле инвестиција, направиле екзит, тоа се вика, излегле од својата фирма, бидејќи тоа е целта, не да ја чуваш фирмата за секогаш, така Не е инвеститорите. малце застрашувачки тој момент дека ова е мој бебе, ја го развивам, моја идејата, види колку сум се измачил, зашто да го дадам? Да Тоа го е баш продадам? целта, тоа е најголемата грешка кога предприемачите се идентификуваат себе си со продуктот. Тоа е различно. Тоа е исто како родител кога не сака да си го пушти детето на факултет или да студира во странство, иако тоа е доброто за да тој бизнес ангел и тие инвестициски фондови, па и ти како предприемач бидете успешни по критериумите за успех на сегашницата, на сегашноста е баш тоа, да успеете да го продадете бизнисот некаде и да излезете. Тоа е тој екзит и затоа сите презентации на успешни предприемачи пред инвеститори почнуваат со I had two exits, имав 2 екзити и сега го градам ова. Тоа е одма Сигнал до директно кажува инвеститорите. сигнал дека окей, овој знае што прави, значи не се идентификува со фирмата, туку гради нешто што ќе функционира независно од него. Тоа е првото. Јас викам тие предприемачи кога ќе ги имаме во Македонија, првите што направиле, а имаме веќе неколку, кога тие ќе почнат да вложуваат, а тие знаат каков е патот на предприемачот. Тоа не се луѓе што имаат банкарско предзнаење или по некој склоп на околности се збогатиле од старото време на бизниси, него баш се предприемачи што знаат како се градат стартапи, тие нема да чувствуваат толку опасно ако дел од средствата пропаднат. Само ќе сваќаат дека тоа е само повеќе поситни инвестиции на повеќе места и тие ќе можат да дадат правилен совет, менторство на стартапите кои што во тој момент се развиваат, за како големо да размислуваат, затоа што инвестициските фондови во странство од еден стартап, вложуваат во 100, од еден стартап ја враќаат целата инвестиција. Тоа е некоја математика на бројки и мислам дека тие сериски предприемачи кај нас ќе ги гледаме се повеќе и повеќе. Така е Skype мафија изградена, тоа во Естонија го имаат направено. Затоа и Естонија сега има бум со стартап екосистемот, бидејќи се враат и инвестираат таму тие луѓе. За крај на разговорот те вратам на она што ми го кажа на почеток, идејата за Нобеловата награда. Може би се сменило, може би не, меѓутоа каква ти е визијата? Визијата е се уште иста. Дури јас ја толкував како Нобелова награда, како малечка, бидејќи на 13 години имав ситуација кога ме ставија да зборувам на патронат на 100 години од смртта на Даме Груев. И во тој момент не бев свесна што ми се случило. Тоа и ден денес е помалку надприродно за мене, но е нешто што ме обликувало, независно дали се случило или не. Требаше да го отворам настанот, беше на државно ниво, па беше дојден, не знам, председател, имаше МТЛ, памтам, јас сум од Битола, тоа беше во Битолскиот дом, Битолската дом на култура. Кога го отворив настанот, веднаш светнаа светлата во мене, јас си гледав рацете на стара жена. Памтам дека имав стари раце со француски маникир, пастелно лилава, сукња, сако. Не се сеќавам што се случувало, јас очигледно супер поминал настанот, сум го отворила. Не можам да се сетам што беше, но тоа некое чувство на постоење, автентично, и тоа е мојата автентична верзија на постоење, кога сум на говорница. Тогаш успеав да го сватам со тек на време дека е импакт, потреба дека има дел во мене кој што не ми припаѓа само мене. И тоа не е заради его, јас сега сакам да влијаам на следни генерации, него е една внатрешна потреба да се предизвикуваат нешта, кои што да се оди малку различно од границите, од предодредените. Тогаш имате импакт. Само тогаш кога правите нешто што не е очекувано од вас, за добра цел, тогаш може да имате импакт, да некој детенце каже сега, па предприемништво е најдобра женска професија, или не знам, ништо не е дека и од Македонија се може, бидејќи тоа не е импакт, него од Македонија се може. Што правиме следно? Ајде да бидеме еднакви, или дека жените се супер во бизнисот, не да докажеме дека се. Тоа за мене е импакт и тоа во тој период, потоа кога почнав со наука, мислев дека е Нобелова награда, бидејќи тоа е исто импакт. Меѓутоа се уште сум на истата говорница и секој пат кога ќе застанам на сцена, тоа е нешто што
буквално постојам. Секој пат кога сум на сцена и особено Гинисов рекорд, кога сите тие настани, отварање и затварање, нешто постои во тој момент и е најавтентичната верзија, кога може да се обратам на публика, ме враќа во таа облека на 13 годишна, оваа 30 годишна и таа 60 годишна која што Мисев Нобелова. Се надевам не е политичар, не би сакала да бидам политичар во иднина, но се надевам дека е, не знам, некој двигател на следна генерација на предприемачи, на регион. Таму го гледам и Founder Games, прочем, да ги пробиеме тие бариери како мост помеѓу стартап екосистеми во развој и пробивање на тие ментални бариери што си ги имат биќе сите мали стартап екосистеми кои имаат. Тоа не сме само ние, и во МЕНА регионот долу, и во Бразил е слично, да биде мост кој што ќе успева да преслика нешто од развиените начини на размислување со. Затоа и тоа го правам, бидејќи одговара со визијата. Многу мотивирачка визија имаш, ти благодарам што ја сподели. Што ме праша?